Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Секоја голема епоха има свој комичен почеток. Историјата на планетата започнува со хаотични гасови што се стврднале. Историјата на човечката цивилизација започнува со еден мајмун што се исправил. Историјата на Рим започнува со две бебиња што ги подоила волчица. Историјата на Америка започнува со Колумбо која барал Индија. А историјата на Скопје во 90-тите започнува со едно шише кое никако да се отвори. Малку притисни. Граѓани и граѓанки на Македонија. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Ало? Сега сме у она ситуација која мене ми прават ово и ја него му правам, тоест на Дарко му правам фризура. Кој ќе поминуваш, пази како влегуваш и така, пријатно. Авторите на оваа серија, што заради недостиг на инспирација и заради сопствениот неталент, а што заради непостоењето на објективна временска дистанца имаат мал проблем како да ви ги прераскажат 90-тите години во Скопје. Затоа сум тука јас, Кейт, за да им помогнам. 90-тите години во Скопје беа одредени од повеќе фактори. Одиме поред. Фактор број 1. Мир во земјата, мир во светот, арнама војна како комшиите. А тоа беше чудно нешто се случува, распад на нешто што било тоа што било. Се осеќавме среќни, среќни, тоа е малце. Со кој што до вчера не само што не учеа да живееме, него и стварно живеевме заедно, бевме некој вид на браке и се дружевме, се зезавме и идавме сегде и некој доаѓа и појма нем. Почна да се колат меѓу себе, со ножови, со шмајзери да се пукат. Слушај, јас имавме перфектна држава. Многу
која вака на изглед не се чувствува, ама големи промени кај народов и у расположение, и у дружење, и у све се случија за задниве 10 години, ја мислам. Имаше превише крв до колена, што вика мој другар, крв до колена. Не беше уопште фино да се гледа таа реалност, не знам, ние покушававме да бегаме од таа реалност, што со помош на некој таму револт, нели, немам појма, пишувавме протестни манифести, песни, кршевме излози, трафики. Ратот кај нас не се одрази посебно ништо. Поише се одрази бомбардирање на НАТО, кој глувци се сокри. Меѓутоа, мислам дека и тоа помина, дека дури и тука се самоорганизиравме од тој степен да ни е гајле. Ça c'est la vie en Yougoslavie. Може? Тон! Камера! Акција. Фактор број 2. Оаза на мир. Идеме дуго. Ако во 90-тите години Македонија беше оаза на мирот, ако шлеперите кај Евгелија Куманова и Крил Паланка беа нашите камили, ако Охридските плажи беа нашите рајски палми, ако битолските убавици беа нашите шеќерезади, тогаш дефинитивно Скопје беше шатор на шеикот. Во него се живееше дење ноќе, откачено и бучно, со најбољи фурки и журки на Балканов. Денска шема, кафе-мафе, по шемаџетски места, трчарење по комшики и другарки, играње табла пред града, мавање баскет секој попладне. Ноќна шема, кафичи по градски трговски, дискотеки во градскиот парк, техно забави со тесни маички, ноќни клубови со женски уменичи, бурек и јогурт во ситни саати. Можеби не знаеме што сакаме, но го сакаме тоа сега и овде.
Еве 90-те почињаме, нели, Метропол, Зеко пише, Мусандра, Чеслар влага мната, после влеговме тамо со работа. Знам дека таа година се отвори Хавана, ја отворија Зеко и пиже во парк. Тоа е исто место каде што се одеше таа година. И не се сеќавам дали таа година или следната веќе се отвори терасата нова у МНТ, у која што влегоа баш многу луѓе. Смешна ми беше идејата на Джаро, кој што знае да си каже. Одма ја зема текила и одма идејата му беше обезбедение да ставиме околу целиот Луна парк луѓе да чуваат, а на главната капија да наплаќаме карти. За самиот Луна парк да влезат, тука карти да се наплаќаат. Викам, Джаро, колку што ќе земеме пари за карти да дадеме за обезбедение? 92 се отвара Силекс дискотека, Златко е главен фраер, тамо мене ми ја дава етикетата дор менаџер, кој и ден денеска ме прати. Не знам нија што сум више, што се тиче дискотеке, дали вратар или менаџер. Тебе ти беше дадено да бидеш филтер на врата, познавајќи ги луѓето у градот, да кажеш кој може да влезе, кој не може да влезе, зашто и как. Друго беше облечен као гроф, со токсидо, со електрик кравата, дотеран у мантил, сите бенефиции ти беа дадени. Ја исто чекој. Мислам дека главно нешто, главен сегмент, главен момент за таа некоја промена да се случи, беше појавата на Канал 103 дефинитивно. Хард-рок која го направија исто беше за чудење. Го споредуваа со никој не го не видел како изгледа тоа време Студио 54 или Хиподром у Лондон, и сите ова е знаеш као Хиподром. Ја имав прилика да видам Хиподром и видов дека хард-рок може да го сместиш кај вецињата, комплетно, цело. Али за Скопје беше и ден денеска е добро, малце со реновирање. Во ерата на затварањето на журките, тоа беше исто околу тој период. Ние решивме да направиме една слободна журка на водна, значи едно недела, две недела рекламиравме дека правиме журка на водна, сите да се качат со коли на водна, пуштат 103, а ние као ќе пуштаме музика од студиото. Во принцип, таа емисија водевме ја и Путица заедно. И ноќните барови од типот на булевар, на корнер, кои беа, нели, на тогашен булевар ја на лоцирани сите, целата улица стана улица за забава. Подолу беше Мейкап, Кристијан, A&B, така натаму. Булеваров. Булевар Јана беше главната шема на градот у 90-ти години. И мислам, зборевме све и свашта, пуштавме музика, имавме вуење од горе, ни кажува луѓе дека има еден куп луѓе, дека се дешава хаос, дека е тотално. И главната прича беше она следниот пут ќе ви ги доведеме пред собрание. Горан Дзинго тогаш се појави. Никако не може. Дека дошол у рударски шлем на чезетка. Така се заебава у тоа време, сега може ќе се љути човеков кога ќе гледа ова касета, ама еви га. Сега си е окей, ама тогаш така го збореа. Иде Дзинго со рударски шлем и на чезетка дошол дискотека отворил у Скопје. Фактор број 3 – бизнес. Ќе споменам само неколку елементи. Увоз, извоз, натиго, дајмиго, обрт, профит, бруто, нето, девизи, марки, франци, долари, меници, акцизи, чекови, налози, шалтери, царини, пејджери, мобилни, профактури, фактури, кравати, канцеларии, жиросметки, печати, меморандуми, секретарки, плавуши, ескорџенски, деловни ручеци и се разбира шлепери со неодмиливите скопски шлеперџи. Hijo puta cabrón. Yeah, great. Yeah, Magic Dice. Hey, shoes, this one for you. La machaca, cause we got it. Take it out. The Magic Dice. La machaca, thank you. Magic Dice. La machaca, cause we got it. Take it out. The Magic Dice. La machaca, thank you. Magic Dice. One day I find me a Magic Dice. Magic Dice that always talking twice. Roll. Мамон, hijo puta cabrón. А сега неколку збора за последици од транзицијата. Секоја историска епоха врз Скопје остварила свој белег. Така, например, праисторијата ни ги остави скопските диносауруси, ни ги остави скопските жирафи и скопските мајмуни. Така, средновековието ни го подари скопското кале, антиката богатија ни го подари Скупи, комунизмот ни ја подари зградата на ЦК, а денешницата, транзицијата
ни ги донесе бизнисмените. Да видиме сега што се тоа бизнисмени. За разлика од другите занајчии, кои работат со разноразни алатки, како например докторот работи со пинцети, оној што чука со чекан, ковачот работи со чекан, наркомани работат со игли, со шприцови, бизнисмените работат со пари. Да видимо сега што се тоа пари. Според Менделевејиот систем, парите можат да бидат од органско и од неорганско потекло. Ги дефинираме како субстанции со висок, богами, страшно многу висок ризик на променливи својства. Многу е добро кога парите ги имаш, ама ич не чине кога парите ги немаш. Заради се тоа, парите извршија досега најголемата поделба на нашиот народ. Најголема. Порано, бе, брате, се знаеш. Скопјани се делеа на водњанци, се делеа на дебармалци. Скопјани се делеа на фреери и селјаци. Скопјани се делеа на ливачи на Вардар и на ливачи на работнички. А денеска Скопјани се делат на имачи на пари и на неимачи на пари. Сега да видиме што за ова мислат нашите еминентни скопски фраери. Добро, сега нема типои ти еден куп типои тука, не можеш да ги кажеш што сите се влегува у филмот со шлеперите. Кој не влезе? Со влагање на Анте Марковиќ со шемата, сите автоматски, што да ти кажам, го гледаш на улица до вчера, Семски ги грицкали и си иде по улица, одеднаш доаѓа у кафана и почиња да збори, абе шлеперот треба ми дое, не знам со цистерна на што да направам. Тогаш се појавија тие со милионите што правеа мојот по кафани, шлепер, цигари, мигари, чаи, цигари, ден денеска. Тогаш што носеа со шлеперија? Свашта носеа, од зеленцици, ажно шлеперџи. Ја мислам дека тоа носеа цели камиони со шлепер. Да, се живееше супер, додека постоја санкциите кон Југославија. Тогаш владееше шверцот и тогаш луѓето правеа пари. Ќе направат прва сделка, ќе направат втора сделка, 2-30.000 марки ќари. И кај е сега ситуацијата? Нема одма улагање у друга роба. Одма идење, купување Ауди. Так. Одма купување BMW. Важно колата. Сега за втората сделка пари узаем. Нели целиот систем се промени, нели се смени државата кога што живееме од Југославија и Македонија. Се смени што е уште поважно системот. Значи станавме некој вид на пазарно општество кој подразбира, не само што подразбира, него преедуцира ова приватна иницијатива. Значи се ослободи просторот за сите луѓе да тргнат у било каков бизнис. Сега си дојдоа новите луѓе со камен, со све, си бркаат работа. Нормално, од Марс падна, од Марс падна. Буквално си падна од Марс. Тука беа околу, се ги приметува. Не биле тука околу. Од Марс си падна луѓето, ги донесе некој матоли, некој ги донесе. Мислам, но секогаш има наплив на некои луѓе, нема да ги нарекувам со имиња, нели, и нема да ги нарекувам по категории, нема да речам селјаци, или нема да речам политичарчиња, или нема да речам, не знам, амбициозни студентчиња, или не знам што, нема да ги крстам никако, они знаат кои се. Јас супер си функционирав и 80 и 90 и со овие, и со тие, и со кои сака нека да. Него ти кажем генерално како е за градов и за генерациите што идат и за тие што си отишле. Има еден куп луѓе од кои што треба да се брани. Знаеш, градот и да се бранат улиците, а во исто време сите тие истите луѓе од кои што треба да го браниме градот, треба и да покушаме да ги направиме подобри, значи и они да се дружат со нас, да се гушкаат со нас и они да го бранат градот, поради тоа што тука се знаеш. Јеби го, кај да ги пратиме на месечината, не може. Тука се и мораме да ги направиме и нив каубојци, шизици, нели, тоест урбана герила. Кај се одрази у градот тоа што го кажеш ти, дека тие со новите со пари сегде у секој кафиче, квалитетот на го расипа и квалитетот на живењето, го расипа и критериумот за убави жени, го расипа. На кој начин го расипа квалитетот? Го расипа затоа што купува разни жени кои не се квалитетни. У градов и дојдоа до некое ниво, тие девојки, они што ги промовираат да се некои нешто, уствари ништо ново сегде се случува. Добро е, јас за Скопје правам. Женски, кога не биле отракани? Женски спално отракани, од роđење.
од раѓање, од тракање. Него се сменија, да не кажам sad дали ќе личи, ама нема вес. Си скурназија. Фактор број 4. Lucy on the Sky of Diamonds или Дрогата во Скопје. Дрога. Дрогата е еден од најстарите скопски феномени. Стари скопјани се дрогирале уште во време турско, али нарочна еманципација дрогата доживува у наше време. Дрогата може да се дува, да се крка, да се шмрка и да се пука у вена. Тие што тоа го практикуваат ги нарекуваме наркомани или по-скопски џанаци. А сега, некои злобници тврдат дека од дрога се умира, што апсолутно не е тачно. Џанаците умираат кога немаат дрога, тоест кога кризираат, или од многу дрога, кога овердозираат. Значи, од дрога не се умира, од дрога само се полудuje. Некои други паламудат дека демек ако се дрогираш, ќе си станел кретен, што исто така не е тачно. Основен услов за да се дрогираш е да си кретен од пред тоа. Сега, докторите тврдат дека дрогата наводно изазива импотенција, што мене апсолутно не одговара. Што поише на дрогирани фраери, тоа поише слободни женски. Човече, какви флешеви. Мала, шибај, со серија успешни акции на единиците на МВР лишени се од слобода следните лица. Лицето АМ, години 44, заради труење на сопругот со солна киселина, се осудува на парична казна од 15.000 денари. Лицето СО, заради илегален транспорт на 18 килограми хероин, се осудува на 6 месеци условно. Лицето ГШ, години 26, заради нелегално поседување на автоматско и полуавтоматско оружје, муниција, рачни бомби, тепих бомби, гранати, противтенковски мини, лесна артилерија и нуклеарно оружје од мал калибар, не се осудува заради недостиг на докази. Лицето АП, години 16, заради јавна мастурбација извршена на покривот на градски трговски центар, се осудува на 12 години затвор без право на амнестија. Извини, мала. Компанија, Месоборанија, Стара Југославија, Нова Македонија. Фактор број 5. Од 90-те години Скопје станува главен град на една независна европска држава. Дами и господа, почитувани гости, го отворам свечаниот дел од 26-та седница на Собранието на Република Македонија по повод усвојувањето и прогласувањето на Уставот на Република Македонија.
таа нашата бившата тковина почна полека да се распаѓа и веќе ние почнавме да губиме контакт и да одиме по линија на помал отпор, односно да се угледуваме на фините момци и девојки од север. И моравме да одиме, знаеш, на варијанта полковник или покојник сега, или ние ќе правиме нешто, или нема да не бира. Видовме дека нема излез и дека е преку глава од носталгијата, да речеме, од југословенскиот спорт, од југословенската музика, од југословенскиот театар и така натака, и мислам дека сите заедно се обидовме да направиме нешто за да може да обстанеме. И се од тоа што излезе многу подобро од тоа на кое што се колневме. Испаднавме со најдобра рок музика, испаднавме со најдобар театар, испаднавме со поперспективен спорт од овие кои што сега се на залез, како што се Хрвати и Срби и така натака. Сега нема враќање, што да кажам, сега нема враќање, сега мораме да навијаме. Премнежи досаден, после убио дрога, бейби, купен мир и тишина, пострашни од војна, maybe, кода не су мого да не, јас никому не припагам, стојам отстрана и посматрам, има ништо повеќе не верувам, стигот празни зборови меѓу нас и оно што е суштина, чекам истрел да те разбуди, чекам истрел да ќе пресуди, цихау! Скопје, година 2000-та. Официјален број на жители 461.169, од кои 73,1% македонци, 13% албанци, 4,6% роми, 3,7% срби, 2,1% турци, 0,5% власи и 3,2% останати. Град со 7 општини, 135.124 станови, 38.730 предпријатија и трговски друштва, 11.985 продавници, 17 банки, 10 стоковни куќи, 14 хотели, 43 бензински пумпи, 26 библиотеки, 7 театри, 5 музеи, 24 факултети и 14 телевизиски станици. Градот се простира на 225 км квадратни, со 528 км улици, 3790 метри квадратни градско зеленило, 9 км широчина и 23 км должина. Низ градот возат 2160 такси возила и 806 автобуси, сурфаат над 4000 корисници на интернет, разговараат 159.458 телефонски претплатници и 27.544 претплатници на мобилната телефонија, примаат пораки над 9000 пейджер апарати, спијат 69.439 странски туристи, активно спортуваат 20.126 граѓани, се печатат 16 дневни весници и преку 100 неделни и месечни списанија и публикации. Официјален јазик македонски. Држава Република Македонија. За оваа епизода ќе прочитам извадок од расказот Космосот е трн, вугото на малецот звер, дело од македонскиот писател Пандалф Вулкански, што се разбира псевдоним, кој го пишува градот, современиот град во времето на нашата независност. Скопец,
Стоп! Маестро Данило. Толку се испатихме. Се наоѓаме пред домот на армија, каде што во изминативе 3 години се одржува Скопскиот филмски фестивал. Една од најбитните и најзначајните филмски манифестации во градов и во Републикава. За време на овие 3 години успеавме да прикажеме некаде околу 150 наслови, најнови наслови од светската независна, зависна, европска, азиска продукција. Се надеваме дека тоа што го добивме за овие 3 години ќе го добиеме во наредните 3 и наредните 33. Што ќе се случи ќе видиме. Али верувам дека публиката која што од фестивал на фестивал е се поголема, така да минатата година успеавме да стигнеме некаде до 20 до 25.000 посетители. Ветува дека овој фестивал има своја иднина. Најексклузивна за досие Скопје, директор на филмски фестивал Дејан Павлович. Во 90-тите години интензивно пливаме и освојуваме медали. Ги добивме своите досега најдобри кошаркари. Постигнавме резултати во машкиот ракомет и имаме намера да станеме шампиони во женскиот ракомет. Но за жал, тотално го загубивме фудбалот. Вучи бе! Вучи! Стадионот е батка еден од најстарите скопски феномени. Зборот стадион доаѓа од античниот збор стадо, што значи толпа, и италијанскиот збор дио, што значи бог. Значи толпа собрана на едно место заради божествена работа, а тоа е фудбал. Шири бе! Ти го расширам. Јас се извинјам. Покрај фудбалот на стадион се одржува атлетика, младински слетови, фолк концерти, рок концерти, пречек на Касандра, а на времето и пречек на штафетата на младост. На стадион се одржуваат и други активности од субкултурата, како например грицкање семки, дофрлување до судијата, дофрлување со петарди, дофрлување со конзерви, дофрлување со упалјачи, со празни шишиња, свиркање на туѓи химни, заебавање на противничките играчи и други културни активности што придонеле Скопје да стане еден културен европски град. Главу се извињавам. Околу стадионот пак се собираат продавачи на семки, на кикирики и други културни занимации. Заљубени парови што се стискаат, пензионери што коментираат, шофери што мијат коли на Вардар и слушаат радиопренос, а во последно време и разни наркомани и дилери на дрога и други спортиски аматери. Стадионот е важен за Скопје од неколку причини. Прво, ги вреѓаме гостите и така го развиваме нашиот национален идентитет. Друго, пееме навивачки песни и така го развиваме чувството за слух и музикалност. Друго, скандираме разни безобразни работи и така ја развиваме сопствената инвентивност и креативност. Друго, се плюкаме со семки и без семки и така го развиваме сопственото чувство за хигиена. И друго, викаме, скокаме, се дереме, цуеме, се тепаме, плачеме и така се ослободуваме од негативниот набој, а тоа веќе наредниот ден се одразува врз севкупната позитивна енергија во нашето општество. Така нек ни кажа на вести, на телевизија. Извија. Оваа песна не случайно е одбрана за оваа тема и е песната на мојот драгог пријател, покојни Тефо. Тефо
колку што беше голем во песната, тоа може поварно ќе кажат музичарите. Меѓутоа, колку беше голем во душата, со мене тие што јас ќе кажам. Верувам дека стотина нас да се собереме, ако има кантар, да ги ставиме нашите души на кантар. Не едниот тас, а од другиот тас на те по душата. Сепак на те по душата ќе ги пренатежеше на овие стотина души. И мислам дека во оној негов последен момент беше буквално достоинствено испратен на оној свет од многу луѓе, од многу колеги и од многу пријатели. Деведесетите години ни одзедоа некои луѓе кои на извесен начин го одбележаа 20-тиот век. Се обидам да се присетам на некој со сето извинување на оние што нема да ги спомнам. По 90-тите години се разделивме од Блаже Коневски, Славко Јаневски, Петре Прличко, од Тодорче Николовски, од Ненад Стојановски, Душко Костовски, Димитар Кондовски, Петар Мазев, Анче Джамбазова, Димитар Кјостаров, Миодраг Мицев, Деце Атанасовски, Стево Теодосиевски, Владо Чучков, Бушко, Тефо, Менде, Шишман Ангеловски, Чедо Јакимовски, Мину Угриновска, Војкан Јовановиќ, Томо Шијак, Симон Драку и уште многу други. Истовремено со доаѓањето на новиот век се родија некои нови клинци, некои нови скопски деца кои ќе го завземат нивното место. Старите скопјани еден по еден си заминуваат, отстапувајќи место на наследниците на скопската идеја. 90-тите години се пресвртница во животот на нашиот град. До тогаш живеевме загледани во другите големи градови, мечтаевме за нив. Мислевме дека вистинскиот живот се одвива таму, не овде. Последниве 10 години нештата се сменија. Се родија нови, млади скопјани, поенергични деца, кои сами ќе одлучуваат за иднината на својот град. Последниве години наистина направивме многу, но не чека уште многу работа. Еден ден со гордост да можеме да се појавиме меѓу другите големи градови за кои порано мечтаевме и со гордост да кажеме да се живее во Скопје. Тоа е вистинскиот филм. Скопје прво, по моје мишлење, дека не е изградено како што би требало да биде изградено. Колку што се пари потрошени. Иди ти у Џон Кенеди, ако врне дош, тамо со хеликоптер само можеш да поминиш. Не може кола, метар вода, канализацијата е направена. Скопјани треба да завршат курс за движење низ град и за употреба на градот. Само уште тоа фали. Скопје е Скопје. Сите сакаат да бидат граѓани, ама немаат култура. Треба прво да имаш култура. Ја ако живеем во Београд, јас сум живеел у Загреб као војник, па гледам што прави човекот, па ја да правам така. Мајмуно што е мајмун, па треба да го контролираш и он да види што правиш ти, па и он да направи. Знаеш, после земјотресот дојдоа луѓе кои што во своите градови, во своите населби, во своите села инаку се движеле. И само ќе погледнеш има една шареноликост од движење што градот го прави лошо. Дошол еден од Куманово, дошол еден од Крива Паланка, дошол он како е старешина, ја морам да се прилагодам према него. Он треба према мене да се прилагоди. Пошто дошол у Скопје, остаго тоа селското. Мене ми пречи архитектурата на градот. Станал многу сив, многу загаден, му фалат комуникации. Ке се створи град со поубави, понеубави згради, па таа што е поубава до таа понеубавата ќе разубави оваа понеубавата и ќе добиеме онаков град како што треба. Мислам дека кога зборував за метропола, точно уште тоа ни фали.
да го довршиме, да ги довршиме дупките што ги направи земјотресот. Супер било порано. Супер е сега, а видим дека ќе биде уште боле. До сега бевме главен град. Сега сме метропола. Битно колку имаме жители, дали градот ни е раштркан, дали чинеле зградите или не чинеле зградите. Тоа тргува она сите кои ќе ги прашаш ќе ти речат како беше као ранije и си ги речат никад нема да биде као ранije, човече видиш што се дешава сега. Хаос, неморал, она. Ја ќе речам, значи ништо нема да биде као ранije. Фала Богу, ништо нема да биде као ранije. Све ќе биде боле. Годинава Скопјани се простуваат и 20 век. Рето да удриме црта и да видиме кај сме зијани, што сме ќари. Одиме по ред. Во последниве 10 години баш не се скилаевме многу, градејќи споменици, библиотеки, школи и факултети, културно-научни институции. Рок-концертите замрија, сценаристичките вечери повеќе не постојат, се снима се помалку филмчиња, на мода доаѓаат се потопа гости. Од друга страна пак публиката ни се врати во кината. Децата ни одат во новиот младинско-детски театар. Скопските глумци се прошетаа низ Европа и се закипија со еден куп награди. Научивме да читаме странски списанија, го обновивме Скопскиот музички фестивал, го создадовме Скопскиот филмски фестивал, го прославивме Скопскиот джез фестивал. Отворивме десетина нет кафеа и сега сурфаме нон-стоп. Ние изградивме нова спортска сала, играме многу лош фудбал, пушиме цигари на ракометни утакмици и пееме навивачки песни со кои што ги навредуваме нашите сограѓани. Од друга страна пак ги одигравме своите досега најдобри мигови во кошарката, пливањето, машкиот и женскиот ракомет и конечно дочекавме на скопските паркети светските фраери и шампиони да се плашат од македонските репрезентации. Со години не гушеше турбофолкот и народњачките дрндања и завивања кои што ги увезувавме на кило. Од друга страна пак создадовме собствена поп-естрада, снимаме свои музички спотови, се слушаме хитчиња со сами си ги правиме и се понашаме супер, кога да сме Холивуд. Се нервиравме што сме мали, што никој не шише, што никаде не можеме да мрнеме без виза, што сме затворени, сиромашни, изолирани, инфериорни и што сме најпоследната провинција на мапата на светот. Се научивме да се сакаме себе си. Се научивме да го сакаме своето и своите. Се научивме дека можеме и сами. Се зборуваме свој јазик и имаме своја земја и свој сон. Скопје да стане светски град! Ова беше досие Скопје. На чело со Супермен и Бетмен. Give me 5. Да пукне. Skopje, Skopje, sai Roma, giungali penna giamena, tutte Skopje, Butmangena, sai Roma. За Скопје и сите нас. 70 некоја со татко ми на вод, со очи невини и джебој полни костени. Таму долу градот, ова школка веселна, мирно дише, ко човек жив. И шепотот на елки слушнав, сине погледни